Почитувани, добро вечер. Јас сум Ацо Кабранов, го следите отвореното студио на 1 ТВ. Во овој последен час од ова отворено студио, во првите 30 минути ќе ги искористиме за дебата каков воздух дишеме, односно знаеме дека сите се гушиме и не само во Скопје, туку и во целата држава. Едноставно дишеме отров. По така драстично кажано. Мои гости вечерва, да почнам од дамата, се Татјана Чакулев од ОДВА. Граѓанска иницијатива ОДВА. Добро вечер. Добро вечер. И господинот заменик министер за екологија, јас го викам така, животна средина и просторно планирање, Јани Макредули, добро е познат на јавноста, добро вечер. За почеток предлагам, пред да почнеме да разговараме на ова, бидејќи дека секој граѓанин реагира и зборува дека се гушиме, дишеме нечист воздух, сите информации што доаѓаат од тие мерни станици, релевантни, нерелевантни, и од светските мерења се дека Скопје е негде на врвот на подолго време на најзагадените градови во светот. Предлагам да денеска колешката Јана сними еден краток прилог околу тоа што мислат граѓаните, каков воздух дишат и што треба да се направи, па предлагам заедно да го погледнеме. Топло време и високи дневни температури, но високо аерозагадување во Македонија е главниот град. Иако стартот на грејната сезона беше неодамна, енормно загадениот воздух и оваа есен ги труе македонските граѓани. Надлежните институции и градските власти се уште без конкретни решенија. Мерните станици на Министерството за животна средина и просторно планирање, поставени во Скопскиот регион, покажуваат загадување на воздухот, што според мерењата најзагаден бил меѓу 17 часот вчера попладне и 2 часот по полноќ. Денеска вредностите што ги покажуваат другите мерни места во Скопскиот регион се во граница на нормалното. Слични се и податоците кои што ги покажува апликацијата Мој воздух. Ова зад мене е мерната станица за аерозагадување, односно штетните PM10 честички во Скопската општина Карпош. Од вкупно 6 мерни станици, моментално 2 се надвор од функција во Газибаба и во Скопско Лисиче. Согласно апликацијата за мерење на квалитетот на воздухот од Министерството за животна средина, моментално на скопската територија вредностите за аерозагадување се движат во границите на нормалното, односно ја имаат таа средна вредност. Но изминатиот период, за жал, не беа добри бројките, односно резултатите кои што ги покажуваа овие мерни станици. Главниот град минатата недела се најде на 6-то место по највисоко аерозагадување во светот. Од Министерството за животна средина се уште нема официјална информација кога мерните станици во Газибаба и Лисиче ќе бидат ставени во функција, а скопјани повторно прашуваат што е со загаденоста на воздухот и бараат одговорност од градските власти. Граѓаните кои денеска ги анкетираше 1 ТВ, вината за високото загадување ја лоцираат пред се во неажурноста на надлежните институции, но и кај недоволно развиената свест кај луѓето за зачувување на животната средина. Како според вас треба да се намали високото аерозагадување во главниот град? Конкретно некоја идеја, мерки да се преземат? Искрено, јас не живеам овде во Македонија, ама кога идам гледам дека е многу загадено и мислам дека луѓето премногу возат коли. Например, јас идам пешки од центарот Трговски до тука, пошто мислам дека не е многу далеко, а луѓето палат кола за 1 километар, ако би можела да кажем. Може ли да се лоцира поголема одговорност, дали кај надлежните институции или кај граѓаните, или подеднакво според вас? Мислам дека е подеднакво. Дека може да се превземе нешто, мислам дека Скопје највеќе му недостига подземен превоз. Метро, да има метро, тоа би работело на електрична енергија, така. Значи, Скопје е град кај што многу тешко да се употребува јавниот превоз заради тоа што е се со автобуси, а тие загадуваат во секој случај. Така да мислам дека од надлежните треба да се направи некој план за метро и да се вложат пари. Таа инвестиција би била за веки векови, мислам, бенефиција би имала, а луѓето да не палат кола за без потреба. Тоа е моето мислење. Како прво и прво, треба миење на градот.
со вода, оние камиони што се за прскање, да се прска цел град, да се утопи со вода и тогаш ќе има резултат. Јас се сеќавам после земјотресот, кога се градеше Скопје, кој ќе станевме наутро да одиме на работа, чист воздух, озон колку сакаш за дишање, се градеше, а сега не се гради со оние што ги дуват лисијата, прашира колку сакаш и се друго. Значи прво миење на градот. Ви пречели еве во Како не? здравствено? Не, конкретно мене не ми смета, меѓутоа ќе смета. Не може да не смета. Чим кажува дека е толку загадено, јас сум навикната на овој воздух и на оваа загаденост, меѓутоа е се полошо и полошо. Па треба институциите да одговарат за овие работи. Дали вас може би штетно ви влија еве старт на грејна сезона, меѓутоа сепак високо аероз? Прво и за децата. За внуките, за внуците. Дали треба може би според вас поголема свест да има и кај граѓаните во овој однос? Тоа е точно. Да не палат гуми, пластични работи, сегде се палат. И пластични и гуми. Треба подхитно тоа да се спроведе из градот. Да има контрола, не вака, без контрола. Треба реагирање одеднаш. Кај што има чат, одеднаш треба да се реагира. Треба да превземаат мерки први на институциите, па потоа нормално и свеста на граѓаните треба да се зголеми на повисоко ниво. Тоа е. Град Скопје пак го направи првиот чекор во постапката за ажурирање на интегриран катастар на загадувачи на животната средина. На електронскиот систем за јавни набавки е објавен оглас за прибирање понуди за ажурирање на овој катастар, а од град Скопје процениле дека за тоа ќе бидат доволни 508.400 денари. Со став околу намалување на загадувањето на животната средина, вчера по подолго време се огласија и од МАНУ. Во новата студија препорачуваат да се забрани увоз на возила постари од 8 години во земјава, да се спроведуваат постојани контроли на издувните гасови на возилата, како и воведување казни за оние што го извадиле катализаторот од возилото. Дополнително препорачуваат и постојано да се зголемува акцизата на дизел горивото, но како и секоја година, предлози од властите и екоактивистите како да се намали високата загаденост има, ама реализација нема. Во јавноста остануваат присутни прашањата, чија е одговорноста, но она што е најважно, кога и дали скопјани ќе почнат да дишат чист воздух. Да, еве ги чувме размислувањата на граѓаните и претходно кога разговаравме, господјата Чакулев рече мирни единици и загаденост дека има знаеме, но што правиме? Ни треба акција, ни треба мерки. Господине Макрадули, и граѓаните некако, може би и по навика или не, секој пат одговорноста прво ја лоцираат кај институциите, што е и нормално. Што правиме? Па јас се сложувам дека е ова, она што беше констатирано од граѓаните, дека е ова заедничка борба, но одговорноста е најмногу на институциите. Тука нема набегање. Мислам дека сме дојдени на точка на пресврт, она што се вика game change во овој момент ни треба, а тоа е дека аерозагадувањето мора да стане стратешки приоритет и програма на владата. Не само ова на не смее да биде работа на општината или човек, на градот, на општина, на министерство, туку ова мора да биде стратешка определба на владата. Стратегија да изгради државата. Стратешката определба на владата пак полесно од друга страна ќе ги овозможе механизмите како внатре, но да бидеме реални и многу повеќе фондови да собереме од надвор. Ама да не изгубиме многу време и во таква стратегија. Не, јасни се изворите на загадување. Лоцирани се. Државните институции не бегаат, значи се што зборувам вечерва не барам алиби. Свесен сум и за мојата одговорност и за она што се случува. Па вие живеете во таков град. Апсолутно. Загаден. Знаеме кој се и во кој период како се појавува. Кои се изворите на загадување? Во најголемиот извор на загадување се домашното затоплување од домаќинствата. Да. Евидентно, бидејќи што во Скопскиот агломерацијски регион, 4 различни студии од фински експерти, од UNDP, градот Скопје, Технолаб што правил, 4 зборуваат дека во вкупните процент на загадувачки супстанци што се емитираат, 92% доаѓа од затоплувањето од дрва. За жал. Од дрва или од гуми, пластики? Од дрва. За жал. За да се зголеми калоричната моќ на дрвото.
Многу граѓани можеби не сакаат. Тие не сакаат да загадуваат. Нивниот домашен финансиска состојба е таква за да ја зголеми калоричноста на дрвата што ги купиле за жал, водени некој им ги продал за да бидат потешки, ќе стави пластика, ќе стави искористено масло. Тие се најштетни за нивното семејство, јас затоа апелирам постојано на тоа. Ние мораме да имаме, и на второ место доаѓа транспортот, за разлика од Европа, каде што транспортот на прво место, возилата, и на трето место доаѓаат индустријата. А ние го собравме ѓубрето од Европа, и отпадот тука депониите што доаѓаат. Она што сакам да кажам, нас ни треба индивидуализиран пристап во решавањето. Во делот од градот, каде што има топлотна инфраструктура, парно, граѓаните мора да се врзат на парно. Ние мора да се прекршиме во тој дел. Има земји, тоа е и предлог на работната група во која што интерресорската група, ДДВ-то да го намалиме од 18 на 5%. Тога во тој момент анализите покажуваат дека за 11% ќе се зголеми потрошувачка. Ама дали ќе се согласи министерот за финансии? Во сите држави и сега на на првата светска конференција една од темите беше тоа. Како министрите и институциите од животна средина се борат со министрите за финансии? Тоа е борба секаде. Како да но полесно е кој е стратешки приоритет на владата. Мислам дека сите сме свесни за проблемов. Не треба да ни се случи како некој негативен пример кој што го имаме, а негативни примери имаме во ова бидејќи здравјето е во прашање. Мислам дека полесно ќе биде сите да влеземе во оваа работа. Индивидуализиран пристап зошто? Ако во еден дел има топлотна инфраструктура, тоа е најдобро да се поврзите. Ако немате инфраструктура, тогаш инверторите се најдобро решение. Поевтино, ако одговорно тврдам, во Лисиче, например, во куќа кој што за дрва 1 мегават час него му чини 45 евра ако се гроje на дрва. Ако има 2 инвертори за 50 квадрати, да речеме, за иста затоплување, 33 евра, него му е поевтино ако Добро, перцепцијата е дека струјата им е скапа. Она што е негативно за перцепцијата во Македонија за струјата е дека се доаѓа од изворот термоелектрана. Тука е проблемот, не е од перцепцијата му е дека Ќе разговараме, да. Чакулев како граѓански активист, екоактивист, ако можем да речеме до 2. Што мислите вие? Преска ми рековте дека добро, мерни единици, мерни станици, тоа знаеме, загаденост. Акција ни треба. Да. Што прави вашата? Па ние како, значи, неформална граѓанска иницијатива, ние следиме, значи ние не сме формално здружение, нашите членовици имаат други работни места. Да. Значи ова е во некоја слободно време, волонтерски, да. Меѓутоа ја следиме состојбата и тоа години наназад. Само јас сакам да се навратам во врска затоа што ние баш имаме полемика на Facebook по повод таа изјава дека 90% домакинствата во однос на таа, ќе кажам, во однос на концентрацијата на PM10, тоа е ова што се мери, значи на мерните станици. Според таа финска студија, тоа е мерено на мерната станица Карпош, која е позадинска станица, и според неа 32% доаѓа од согорување на биомаса, значи од грење на домакинство, меѓутоа во таа студија пишува и од грење на мазот. Они не можеле да знаат кој се грее на мазот. Топланата? Не, топланата тогаш требаше да биде на газ, меѓутоа кој се грее, пошто имаме нели и други јавни некои предпријатија или фирми кои се греат на мазот, така да не прави дистинкција помеѓу грење на дрва и мазот. Значи тоа е еден проблем тука, зборувам баш само конкретно за таа студија. Според неа, значи 32 е тоа, 20% се сообраќајот, 19% од почвата и 18% индустријата. Од почвата? Да, од почвата. Значи загадување. Сега во почвата, ако вие знаете, кога во август месец или не, во воздухот, значи збориме во составот на тие PM честички 10, тие се таложат и во PM 2,5, значи 19% или 20% во PM 2,5 доаѓа од почвата. Сега, почва што значи тоа? Ако имате градежни активности, така? Да, прашината. Значи тоа е прашината. Кога купате улици и оставате тротоари или земјиште несредено, значи имате прашина која ќе се расејува потоа во воздухот повторно. Еве на улицеве знаеме колку е прљаво. Значи тоа повторно прави една ресуспензија во воздухот, значи таа ќе падне некаде на дно, мал ветер или движење на возила се повторно ја дига во воздухот. Така да тој
тоа исто има учество, градежните активности дефинитивно во град Добро, сега Скопје овие последниве години немаме ни градежни активности, па. Ама има. Еве во Карпуш, имате раскопано и на 1.000.000 места, тоа е таа прашина, несреденост, И несредени површини, не мора да е и конкретно, оставени така, и тука доаѓа ова што ете и во прилогот што имаше граѓаните што спомнам, миењето на улици. Тоа мора да стане пракса и неделно, барем 2 пати, да се одвива меѓутоа на сите улици. Македули спомна дека веќе почнало... Да, во градот Скопје. Да, тоа не е ингеренција на Министерството, тоа се ингеренции локални. Знам, не, но ова е генерално разговараме. Да, ова како да се надмени. Ова е заедничка борба, мислам тоа. Ни треба интегриран и координиран пристап. Треба, меѓутоа, тој интегриран пристап не функционира. Граѓанскиве ви помагаат ли? Им помагате ли на... Они не сметат за непријател и затоа што критикуваме. Непријатели ги? Па добро, така е. Критиката може да биде добра. Или точно, позитивна. Искуствата од другите земји кажуваат дека во овие кампањи, еве минатата недела бев на првата светска конференција на Светската здравствена организација за аерозагадувањето и здравјето, граѓанските организации се вклучуваат во кампањите што се организираат, бидејќи тие исто можат поприсно да ги убедат граѓаните дека кога греат дома на јаглен, тоа е најштетно за нивното дете. Може би мене нема да ми да веруваат. Граѓаните изгубиле малку доверба во државните институции. И тука граѓанските институции можат да помогнат и организации. Но она што е многу важно, да ги кажуваме точно работите. Како пред некој ден кога имаше за Ѓорче Петров, кога дури вечерта во 20... социјалните мрежи знаат дури вечерта во вечерта авторот на тоа кажа дека тоа е грешка. Сакам да кажам, мерните инструменти на Министерството за животна средина работат по европските стандарди. Тие се од референтна лабораторија стандардизирани, со референтна метода. Ама, господин Македули, кој ќе излеземе надвор, јас знам дека е воздухот 100 годишен загаден. Не мора мерната единица. Дека во даден момент, можеби, еве кажувам, на семафор седите, во центар, кај паркот на новинарите, во моментот кога се пали зелено, веднаш се подигнува загадувањето, бидејќи издувните гасови се емитуваат повеќе. Ако во тој момент ја погледнете апликацијата што не е валидирана од Министерството, ќе покажува многу. Не барам алиби, знаеме, загадено е. Затоа сакаме да се фатиме со изворите на загадување, односно да влеземе во масовна акција во делот на затоплувањето домашно, во делот на транспортот, она што се активностите на градот, како што се набавката на новите еколошки автобуси, регулирањето. Нас ни треба исто зимски режим на сообраќај во Скопје. И затоа тука ни требаат и граѓаните како помош. Ако се даде наредба дека не е природно еден човек да биде во возилото, да ја испочитуваме. Во градот Скопје дневно просечно доаѓаат дури 18.000 од исток, 20.000 од запад. Во меѓу 11 и 13 часот има дури 40.000 возила во центарот на градот. Тоа не можат да го издржат без некои стандарди и други поголеми градови, поеколошки, а не оваа котлина како што е Скопје. Значи, сакам да кажам, оваа борба не може исто да се реши, што сум свесен јас, со популистички мерки. Мора да имаат некои и ригорозни мерки, а за тога да не бидеме изложени ние дека со ригорозните мерки правиме нешто, ни треба помош и партнерски однос од граѓанските организации, бидејќи тие се свесни за тоа. Многу сме јасни, значи ние зашто се залагаме, ние значи ние се залагате за чист воздух, тоа што го сакаме сите ние граѓани. Без разлика што ќе бидат непопуларни, што луѓе, секој што луѓе ќе се бунат за нешто. Казнување, парични. Казнување, значи еден од сегментите казнување. Еве значи зборувавме за палење на стрништа, така? Да. Значи тоа не може да ние знаете колку пораки примаме за тоа во инбокс. Каде што ни праќаат слики, луѓе се жалат, затоа што се има многу замерки дека државниот инспекторат не работи како што треба, нема доволно инспектори, а и дека не се обучени да... Ама еве, апропо, значи ова што кажа... Она за жал, се извинам, да се надоврзам, не сакам да прекинам. Да. За жал, повеќето активности се случуваат после работното време и за време на вињето. Државата има обврска да направи механизам. Па треба да има дежурни инспектори. Тие она што тргна да го прави државниот инспекторат. Кога веќе знаеме дека ноќно време треба ноќно време да. Тоа се тие пасивни дежурства, да тој може да седи на работа, а да може да интервенира. И она што е клучно, да не интервенира само по повик, туку да има и регуларно.
регуларни, како што во градот сега со новиот состав на инспекторатот, со нова една енергија, има и регуларни контроли, како што се направи во кругот на Железара, кај што има 70 објекти, ние само онака ја викаме Железара. Во Скопје перцепција дека од Железара од таму ни доаѓа многу загадување. А вие преска во разговорот ми рековте дека не, Железара и Русија не треба да... големите компании што имаат интегрирана дозвола што се во ингеренција на Министерството за животна средина, имаат своји мерни станици во кои што секој месец ги доставуваат извештаите до Министерството и точно се знае концентрацијата. Тука е тој круг. Значи, јас морам тука да интервенирам исто. Сега во однос еве нова. Ние имаме информации, значи, од лица кои работеле во овие индустрии. Се они може да не лажат, не знаеме. Добро, да. Меѓутоа информациите дека се штелуваат електронски, значи податоците, исто по прашање, значи калибрацијата на тие нивни мерни инструменти, каква е, каде се поставени, за тие со дозволи, каде се поставени воджаците, пошто тоа е само воджак од испустот што оди надвор. Исто многу зависи каде се поставени, како се поставени, за да значи вредностите бидат. Тука може да има превара. И тука има. Сега нас не кажа, не знаеме, јас не тврдам, ама тоа ни е кажано од луѓе што работеле. Значи нашето ние не викаме дека тоа е правилно или ние инсистираме зошто нашите инспектори... До вас дошла таква информација, таква информација. Зошто нашиот инспекторат и нашите инспектори не одат на чести ад-хок инспекции и да они измерат, да не се ослонат само на тоа што индустријата ќе рече еве толку е, и толку е измерено кај нас. Па и мојата информација беше тоа, дека имате малку инспектори и дека не се обучени. Тие се автоматски системи кои што не може така да се интервенира случајно. Тоа се електронски. Се хакира. Значи тоа знаеме. Добро, ја не верувам во заговори. Ама не верувам јас во заговори, ама јас би земала, ако до нас стигнала таква информација, најдобро е, значи нашиот инспекторат, тоа е целта, да оди, да измери. Ама тоа е проблемот. Значи, државниот инспекторат тоа го прави, кој има неколку инспектори. Нити имаат мерни инструменти како што треба, нити се обучени за тоа како што треба. Тоа е тој магичен круг каде што ние се вртиме. Тој круг, значи, а за тоа треба финанси. Дека државниот инспекторат многу малци не си ја врши работата. Ама многу малци имаат и екипираност. Имаат кадри, не викам дека не се обучени, тие прошле. Многу малци имаат кадри. Па 33 се само во Скопје. Но сериозни обуки имаат завршено. Не е дека немаат. Ова реков, треба да најдеме механизам како да бидат тие контроли повеќе. Не сакам да оправдам или да тој, ама интерсекторскиот пристап е тука. Да ги најдеме решение. Она што треба да го обезбедиме како механизам, тоа останува на нас, да најдеме механизам како и после 16 часот и како за време на викендите, кога се случуваат, за жал, Ама го знаеме механизмот, да може да бидат присутни на терен и за тоа да има соодветни, бидејќи за жал повеќето случаеви кои што сега особено градот Скопје ги прави сериозно со своите инспектори, за жал без присуство на полицијата тие не можат, иако имаат овластување инспекторите, да ги пуштат во објектите, да влезат, да констатираат, има сериозни инциденти каде што и тоа еден процес во кој што затоа викам сите заедно мораме да влеземе во оваа борба. Тука ќе се сложиме ние и тука се слагаме со заменик министерот Макрадули дека ако владата не го стави ова приоритет сега, затоа што они сега го прават ребалансот на овој буџет, уствари веќе го направија или усвоја. Меѓутоа се не очекувавме Министерството за животна средина да се бори да не даде 2 милиони евра да им бидат одземени. Одземени се 2 милиони евра тој буџет, а во исто време нема 2 милиони евра се одземени. Па добро, тие се програми кои што одат во општините што ги даваме, каде што за жал заради тендерските процедури што не може да ги завршат. Бореле? Еве, мене инструменти не се проблем. Не сакаме да се мешаме во ингеренциите. И знаете, тендерските тие програмите. А од друга страна, програмите што се за вода, за канализации, за водоводи што ги даваме, за жал некој не може да ги не, тука има и од Не, сакам да кажам дека има и од други ставки земено мониторинг. Мониторинг земено и заштита од аерозагадување. Значи земено од сите. Затоа што со меѓународните организации исклучувавме, се убедувавме и направивме, значи со помош на Атомската агенција на Обединетите нации се набави таа вага една што не работеше. Со други меѓународни организации, од ИПА средства, од други држави, заради нивното буџетирање, за жал тие ќе почнат од 1 јануар 2019 година.
Ќе ги замениме сите инструменти и она што сакам да кажам. Ако во една мерна станица има 5 различни инструменти. Ако не работи еден инструмент, не значи дека не работи станицата. Значи си функционираат оние PM2,5 работи, за јаглерод диоксид работи, да за озон. PM10 не работат PM10 инструментите. Да, PM10. Да, заради годините на старост, но и заради многу прашина, јас сум отворен и тука не бегам од обврската. Но од 1 јануар 2019 ние со помош на една меѓународна организација ќе ги замениме сите 15 станици во Република Македонија. Ама со тоа нема да го решиме проблемот. Но тоа викам, дали ќе биде 150 или 200, само ќе знаеме колку е поотровен воздухот што го дишиме. Нас ни треба изворите, борба со изворите. Борба со изворите. Добро, а ќе се согласите ли со моите информации се дека и вчера имавме еден прилог во вестите на Еден ТВ дека загадувањето доаѓа од кај Сарај. Дрисла ја исклучуваме и преска ви рековте па не дува ветерот од таму. Се такви. А екологија тврди дека сега Дрисла по сите стандарди работи. Со интервенцијата на градот, со контролите од Министерството за животна средина, се набави тој инсинератор. Затоа што перцепцијата кај Скопјани дека и Дрисла па и кај сите граѓани дека од тие депонии доаѓа има неколку снимки каде што се гледа дека заради котлината и заради падот од запад кон исток на 10 метри, Скопје паѓа од Ѓорчев кон Лисиче за 10 метри, целата таа концентрација оди на десно. Има примери каде што тие палења на стрништа, на пример, од Монголија стигнуваат до Јапон. За жал, и тука има влијание. Немаме, на пример, податоци, што е чудно. Од Монголија кај нас не дошле. Има за меѓугранично загадување од Косово. На пример, ние не ги мериме. Значи, повторно, на границата имате неколку објекти од таа страна. Тоа е 10 километри воздушна линија. Не може да нема влијание. Но подиректно ќе ви кажам, прилогот од синоќа беше дека доаѓа загадувањето од палењето на стрништа. Не од стрништа, зборуваше и градоначалникот на Ѓорче Петров, дека загадувањето доаѓа од Сарај, од тој дел, од палење на диви депонии. И ја префрли топката, односно ги посочи дека општината Сарај се задолжени за тоа. Општина Сарај не сака да ни одговорат. Сакам да ве прашам, има едно такво мислење и дека екологија е прилично блага, например во општина Сарај наводно од околните села ѓубриштето, тој концесионер што ги собира, што добил на тендер да го расчистува, ги прави дива депонија и ги пали. И од тука доаѓа загадување многу према Ѓорче и па затоа ние влеговме пред се премиерот Заев го води регионализацијата на третирањето на отпадот и менеџирањето на отпадот. Премиерот не може се да води. Не, како идеја што се работи. И затоа ние се бориме. Затоа општините ги предадоа ингеренциите во делот на регионалното менеџирање на отпадот и третирањето на отпадот на централната власт, која што влегува во една масовно решавање на тој проблем, и тоа е една од приоритетите на владата. 4 плански региони ќе влезат со концесионер, 2 плански региони имаат пари од ИПА, кои што се 38 милиони евра, каде што во рамки не само во набавката на опрема на трансфер стани, центи, туку ќе се затворат 66 диви депонии. Значи, тоа е идејата. Да тие диви депонии се затворат, а да има место како тоа да се со преку трансфер центри да се регулира и да се донесе. Вие како Министерство тоа ние го водиме и Државниот инспекторат имате ли лоцирано такви диви депонии што ги палат, концесионерот сам ги пали? Ние имаме лоцирано, но на граѓаните идната недела ќе понудиме и апликација бесплатна, каде што секој ќе може да види дали на тој терен е регуларно нешто или не. И да го пријави тоа и да може инспекторатот после да интервенира. Таа апликација ќе биде достапна за сите граѓани, за почеток во Скопскиот агломерацијски регион, а потоа ќе ја прошириме кон другите региони, бидејќи за жал и други градови се вовлечени во ова или патат од... Па скоро сите градови. Од загадувањето. Пред некој ден прочитав, донесете мерна станица и во Охрид, дека и Охрид ја загади. Па, например, метеорологијата има своје влијание. Например, кога беше најавено дека ќе дојде прашина од Сахара,
Лазарополе, која што е референтна станица во Македонија, кај што е најчист воздухот и таа е нулта во која што се споредуваат другите, таа исто покажа загаденост бидејќи метеорологијата си прави нормално, ама има влијание метеорологијата. Вие кога имате мерна станица, на пример во Струмица, е лоцирана за жал до болницата која што се грее на нафта. И та нормално покажува. Вие немате, и затоа сакам да кажам, таа една затоа се прави Европа, стандардите се 24 часовен просек, мора 75% од мерните што се на час да бидат валидни, за да каже толку е. За да не настанува паника, бидејќи во даден момент имат импулс секако, заради некој проблем. И затоа има влијание и градежништвото, викам, не бараме алиби, загадено е, но да ги бараме извори. Тие што градат, како треба да градат? Тоа исто треба да биде под контрола на општините. Како се градат, дали камионите излегуваат чисти, има тука дел ингеренции, тоа е во доменот на... Затоа викам, мора една координирана акција, секој со своите ингеренции да земи да си ги работи. Не може камион цел со песок да излезе во градот и тоа го прави. Не може товарно возило да влезе во градот од први... Кој временски период треба да влезе? Да, не може, тој мора да оди по обиколницата. Тој не може да пројде низ центарот на градот. Мораме, затоа викам, не е ова работа на едно министерство, на влада, затоа барам, апелирам партнерски... Па во Ама еве, значи, ова ние сите се сложуваме, меѓутоа до кога секоја година ќе го повторуваме истото? Значи, ние сме на нулта точка. Реков јас ова е game change, последен момент. Последен момент за да се променат работите. Година и пол е поминато од кога нели оваа влада е дојдена и формирана. Интерсекторската работна група која е задолжена бажа тој интерсекторски, значи пристап каде што Државен инспекторат за животна средина, град Скопје, МВР, Министерство за економија, значи каде што сите го имаат некој дел во своја надлежност за да се реши проблемот. На хартија значи имаме. Не функционира. Интерсекторската група добри има, за жал не сите некој не ги заврши. Не функционира меѓу Па некој не сите си ги завршиле врските. Не можеме да добиеме извештај од мерки лани ова време владата што ги донесе на владина седница ги усвои. Ама не пратени се тие, добро да не влегуваме. Не е тоа битно во заедничката борба. Не е битно тоа. Зошто не? Не, значи ако ние за година не знам зошто, кај другите се стигнати, не знам зошто кај нас не е стигнато. Сега тоа е исто еден проблем на комуникацијата. Македонија, знаеме ние дека во решавањето на проблемите. Законот не е, значи заглавени се многу работи, не функционира таа група. Ама законите не ги носи интересовската работна група. Зашто? На нулта точка да бидеме? И после година дена каде ќе бидеме? Добро, не мислам дека сме на нулта точка, имаме уште многу предизвици пред нас. Што каже во вашиот прилог минатата недела, Македони кажа дека може да се реши за една година. Ние тука го делиме тоа мислење. Ако се сака, може да се реши за една година. Не, Македони пократок беше за 9 месеци. Не, за година дена. Ама добро, може и за 9 месеци. Ако влеземе сите во овој процес. Значи финансите да се разбереме. Бизнес секторот, даноци поврзани со животна средина, знаете колкави се? В 2016 собрани се 183 милиони евра. Тие пари додат стварно насочени во животна средина, ние ќе ги решиме проблемите. Не, ова не знам дали е ова. Како од Државен завод за статистика е ова? Значи, официјален податок. Ова се даноци поврзани со животна средина за 2016 година. Меѓутоа тие влегуваат во буџетот и буџетот, значи државата си користи тие пари за други сврхи, а не ги враќа тамо наменски, каде што треба да ги врати. Значи, проблемот со финанси, вие рековте инвертери, ако се купат за 1/3 нови домакинства што се греат со дрва, така? Значи, вие автоматски имате решавање. Да субвенционира држава. Па не мора. Значи, нека со овие пари колку што плаќа за дрва, толку да плати, а рестото да го плати држава. И нека биде. Сакам да кажам, значи, ќе платите може да се вклучат со многу ниски камати, за да може тоа да биде достапно. Значи ние мора, ако врз база на слично што беше со палетите, врз база на финансиски, како што сега има, но не да стигне до оние што им треба. До оние што им треба. За жал стига кај оние што не треба. Така е. Ако тој има одредена сума на плата или домашни примања што ги има, тогаш добива 100%. Мислам, мораме да направиме систем во кој што државата ќе помага. Бидејќи нема друго решение. Нити тој сака да загадува.
ама нема финансиски можности тоа да го прави. Но колку што плаќа за дрва, нека плати, а другото да биде покриено и тоа може да биде од фонд, краунд некој финансинг во кој што би се вклучила и бизнис заедницата. Например, текстилната индустрија во Македонија, ќе кажам примерот кој што работи на лон. Од една странска држава кај што има десетина лон компании, им побарале текстил да не го фрлат, туку да го рециклираат во циркуларна економија согласно принципите. И тие мора да се пренасочат и тоа бизнисот го бара. Такви си бизнис секторот мора да се вклучи, како што има компании кои што се еколошки свесни и го барат тоа од нивните. Ама малку се тоа кај нас. Па малку се, ама тие морат исто да бидат партнери во оваа работа. Тие полесно можат некои работи да ги направат, бидејќи комитентите што ги имаат, ако сакат да работат со нив како голема компанија, ќе ги натерат и тие еколошки да работат. И тука целиот тој процес, но воден и одговорноста пред се на државните институции, тука не бегам од одговорноста, мора да биде координиран, но ова да влеземе во една заедничка борба во неколку сектори кои што требат. Индустријата, затоплувањето, зеленилото, урбанизацијата, отпадот, значи тие се. И тие мораме секој од својата област тоа да го прави. Дали за стерништата Министерството за земјоделие ќе укаже со експерти различен начин освен палењето дека ја оплодува почвата како што од колено на колено се пренесува во Македонија, туку ќе најде некоја друга метода. Значи сите ни требаат во овој процес, затоа е битно ова да стане стратешки приоритет на владата и јас за тоа може би не сум успел, не сум бил доволно гласен. Да, па таа стратегија. Па апсолутно мислам. Па не, се знае, како што кажа и господин Макрадули, нема тука, се знае, напишани се и планови, напишани се, значи се знаат изворите, идентифицирани се сите проблеми кои се, само што треба да се спроведе и тоа е на некој начин како вие кои имате приватна фирма. Ако се води држава како приватна фирма овој сегмент, вие ќе ги решите проблемите. Значи, тоа што кариките што не функционираат, ќе ги смените, ќе најдете начин, механизам кој функционира за овој менталитет, за оваа држава, за ова поднебје. Има право и Макрадули дека Министерството за екологија само не би можело. Ама не, не збориме на ниво на влада ова, не зборуваме за Министерството за живот. Ова е владата да го донесе како приоритет. Во еден политички контекст како што била Македонија во претходниот период, можеби не сме биле доволно гласни, не сме биле премногу досадни. Не сме таа координација меѓу министерствата кај што има закони, собранието со својата агенда кој што чека на носење на некои закони, но тоа не треба да ни биде алиби за она што предстои. А тоа викам клучен пресврт, дефинирање како стратешки проект на програма на владата. Програма на владата значи дека не зависи од министерството, не зависи кој ќе биде носител на функциите, министер, заменик. Туку ќе биде приоритет на владата без разлика која ќе биде. Тоа, например, во Европската комисија се зборува, вика, стратегијата за пластика, што е таму една, како носител Европската комисија. Тие викаат, ветровите сега што се, во однос на тоа што ќе се случи на изборите во Европската комисија следната година, не им дават оптимизам дека можеби ќе бидат боите што се сега, такви, можеби премногу десни ќе се појават, но притисокот е таков да не може да избегнете од некои работи. Ако влезете во ова, не може да зависи кој ќе биде следна влада. Ќе мора да ја следи оваа стратегија на борба со аерозагадувањето. Дека треба да се направи стратегија, дека доста е со тоа само со активност, иначе стратегијата е таа, доста е само и да гледаме намерните информации колку покажало загадено, сите знаеме дека е загадено, дека да се фатиме за својата дека тоа штетно прво и по здравјето на сите нас. Еве ќе пробаме со решавањето на пластиката, да кажеме, еве за прв пат ќе пробаме во реката Вардар со помош на една мрежа да ги собираме сите пластични шишиња што се шетаат идната недела. И потоа уште една акција имаме ова со едно капаче, една надеж, тоа да ги собираме, да што помалце пластик оставиме на граѓаните, помалце ќе ставаат да се гори. Затоа е битно. Од режијата ми интервенираат дека минутите истекле. Ви благодарам што бевте гости во студио 1. Се надевам уште многу пати ќе разговараме, но ќе разговараме и дека ќе има резултати од тоа. Ви благодарам уште еднаш.